Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. За Ачески, великиот прилепски уметник и хроничар, отворена камерна галерија Аче и промовирана монографија. Велики четврток, ден за најстариот сочуван христијански обичај. Парламентот изгласа закон возење мотоцикли до 125 кубни сантиметри со Б категорија. Времето денеска сончево со умерена облачност. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп, среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Националната установа за заштита на спомениците на културата, Завод и музеј Прилеп, со свечана програма го одбележа животот и делото на еден од највпечатливите хроничари на нашето поднебје, Ѓорѓи Ачески Аче. Вечерта беше посветена на зачувувањето на колективната меморија со неколку настани, промоција на монографијата Еден музеј на една архитектура, дело кое ни цртежи, записи, сеќавања ја документира сиромашно убавата македонска архитектура и отворање на камерна галерија Аче, како и дигитална презентација Аче, последниот боем со цртежи во сопственост на Ману, Националната галерија и приватни колекции. Прилеп доби нов културен простор посветен на еден од најголемите прилепски и македонски уметници. Прилеп доби камерна галерија, Прилеп доби уметност, Прилеп доби историја, доби географија, доби сегашност и минато. Камерната галерија, која се наоѓа во Националната установа Завод и музеј Прилеп во неделиното училиште, заедно во соработка со Министерството за култура и туризам, нивната поддршка ни значеше многу. Идејата беше од Националната установа Завод и музеј Прилеп, но без нивната поддршка, несебична поддршка, немаше да можеме да го ствариме овој проект. Беше проект од годишната програма од 2025-та, која што продолжи во 26-та, за да можеме да го реализираме во комплетно светло кој што го гледате, кај што се наоѓате вие сега овде. Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден во македонските домови веќе започна една од најпрепознатливите и најемотивни традиции – бојадесување на великденските јајца. Ова е обичај кој се пренесува од генерација на генерација, не е само украсување, туку длабоко вкоренет символ на верата, надежта и Христосовото воскресение. Празникот се најавува уште од почетокот на неделата, кога сите нешто се растрчани по различни видови на јајца. Бојадесувањето на јајцата е еден од најстарите и најсочувани христијански обичаи кај македонскиот народ. Првото јајце го земаме, го ставаме во бојата, тоа е за Госпо. А го земаме и второто јајце.
Второто јајце иде за кујчата, за да биде да здравје на домајчините. Третото јајце е за децата, кои треба да се радуваат, да бидат здрави и живи. Од кога ќе се вапчат јајцата, ние ги вадиме од бојата. Ги оставаме на страна. Од кога ќе ги вадиме јајцата црвени, сите, одиме, домајчинката, мајката на децава, го зема јајцето и оде кај дечината, кај што спие во спалната, во детската. Ги поминува по образите и вели црвено-бело, дебело, да е здраво и живо. Собранието на вчерашната седница по скратена постапка го усвои Законот за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Со измените се овозможува лицата со возачка дозвола од Б категорија да управуваат мотоцикли со зафатнина од 125 см кубни под услов да имаат најмалку 5 години возачко искуство, да се постари од 23 години и да ја поминат предвидената теоретска обука. Законот ќе стапи на сила откако Министерството за внатрешни работи ќе ги пропише деталите за обуката и начинот на издавање потврди, со што официјално се отвора ново поглавје за љубителите на мотоцикли. Од полициската хроника за Прилеп пренесуваме повеќе пријави за физичко насилство и за пожар. На 8 април во 14 часот и 50 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода ДК, 49 годишен од Прилеп, затоа што во 14 часот и 30 минути во семејниот дом физички ја нападнал неговата 72 годишна мајка. Истиот ден на 8 април во 17 часот во ОВР Прилеп, 48 годишната ЦМ од Прилеп пријавила дека на булевар Гоце Делчев во Прилеп била физички нападната од нејзините соседки ММ и ЈМ, кои нанеле повреди со остар предмет. На 8 април во 12 часот и 30 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека на место викано Сарика настанал пожар во викенд куќа сопственост на РМ, 63 годишен од Прилеп. Повредени лица нема, а од екипа од територијалната противпожарна единица Прилеп пожарот бил локализиран. На 8 април во 16 часот во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода МА, 18 годишен, ЕА, 25 годишен, двајцата од Прилеп, постапувајќи по претходна пријава од НА, 24 годишен од Прилеп, дека на 7 април околу 20 часот во населбата 3 Багреми во Прилеп физички со тврди предмети ги нападнале него, неговиот татко и неговиот брат. При тоа ЕА се здобил со тешка телесна повреда, НА и ОА се здобиле со телесни повреди, констатирани во градска општа болница Прилеп. По целосно документирање на случаевите ќе следуваат соодветни пријави. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Дува умерен, а наместа долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Во Прилеп минималната температура се спушти до 3, а максималната достигна до 14 степени. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. В сабота во источните делови ќе има услови за слаб локален дожд. До недела утринските температури наместа ќе се спуштаат под 0 степени и ќе има појава на утрински мразеви. До петок ќе дува северен, а од сабота попладне ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.